Добро еве, традиционално како и секоја година, повторно сме овде во Вевчани на овој ден, заедно со ова карневалско дефиле по повод големиот христијански празник Василица. Ја користам ова прилика на сите оние кои што го празнуваат овој ден, да им го честитам. Напомош Господ да ги честитам на сите граѓани на овогодишните празници, сите оние кои што ги празнуваат и честуваат божикните празници исто така да ги честитам, да посекам здравје, среќа и би рекол многу мудрост и трпение во оваа година на промени која што следи. Сите оние кои што имаат желби во новата година да им се исполнат, а на граѓаните генерално покрај овие 4 работи што веќе ги споменав, нормално благосостојба во нивните домови, бидејќи ти успех. Очекувам успешен ден и покрај тоа што го изразувам моето најискрено сочувство за инцидентот кој што се случи во раните утрински часови овде во Вевчани. Посакувам да помине денот во добро расположение. Благодарам. Кој имате други прашања? Оставам на располагање. Да? Евроамбасадорот Гир вели ако ВМРО ДПМН и вие лично сте за Европската унија, јасно е што треба да направите во однос на уставните измени, како ја толкувате ваквата изјава и во однос на тоа дека нема повторно отворање на преговарачката рамка. Па добро, таа изјава ние сме ја слушнале од евроамбасадорот Гир и од други представници на меѓународната заедница. Ние сме јасно за европската иднина, но бугарски диктати нема да прифатиме и мислам дека треба да поразговара евроамбасадорот Гир со неговиот колега во Софија и да седне со владата во Софија и да престане да се однесува асимилаторски и хегемонистички кон Македонија и да го отвори патот за Македонија и македонските граѓани, конечно после сите национални понижувања и порази во изминативе повеќе од 3 децении, да го отпочне овој пат, како што тоа го направија сите оние народи и држави кои што досега пристапуваа кон Европската унија. Јас сум исклучително загрижен зошто не ги загрижува високото ниво на корупција, криминал, понижувањата што се случуваат при издавањето на патните исправи на македонските граѓани, срамот кој што секојдневно го сведочиме, насилството во МНАФ и можам сега вака да ви редам до утре за сето тоа кој што представува вистински проблем за македонскиот граѓан. А инаку да, ние стоиме заедно со амбасадорот Гир кон Европската унија и очекувам да го повика својот колега во Софија, да разговара со бугарската влада и да ја отвори конечно Македонија, да го отвори патот на Македонија и македонските граѓани кон Европската унија без диктати, без ултиматуми и без хегемонистички барања. Почната е процедурата за избор на претседателски кандидат. Имате ли внатре-партиски анкети? Колку кандидати се во игра од првичните 20 и дали ВМРО ДПМН би поддржала и непартиски кандидати? Па ние анализираме, има време. Некаде втората половина на февруари месец. Отприлика ќе знаеме кој според нашите внатре-партиски анкети има најголеми шанси да биде поддржан од ВМРО ДПМН. Иначе со задоволство можам да кажам дека најголемиот дел од анкетираните кои што се дел од партиските мерења кои ќе се споредат со потенцијалните имиња од власта, убедливо ги победуваат. Тоа не прави, би рекол, задоволни. Но знаете, ВМРО ДПМН е демократска партија, секој некој што ќе ги исполни условите може да се јави во таквиот процес, во внатрепартискиот процес, кој што ќе заврши со конвенција каде што делегатите ќе го изберат кандидатот позади кој што ќе застане ВМРО ДПМН. Формиравте група за преговори со политички партии за коалицирање за новите избори. Очекувате ли некој од моменталните партии од власта да се приклучи? Па има сигнали. Многу од партиите кои што се сега во власта, кои што биле во власта, покажуваат сигнали да се приклучат кон ВМРО ДПМН. Ние направивме комисија, таква е процедурата и во периодот кој што следи таа комисија ќе има состаноци со сите политички партии во Македонија. Очекуваме да ја прифатат програмата и платформата која што ја нуди ВМРО ДПМН и врз основа на таква програма и платформа да ја вратиме Македонија онаму каде што е местото, какво што сакавме да ја видиме во оние рани 90-ти, да биде победничка Македонија, а не ваква оплячкана, понижена, напуштена Македонија. Можете прашање, пред некое време најавивте афера во врска со злоупотреба на повратна ДДВ, дали имате некои нови информации за тоа? Па да, ние континуирано зборуваме за злоупотреба на државниот буџет од страна на моќници кои што се блиски до политичките партии на власт во Македонија.
Во минатото зборувавме за една таква афера која што понатаму се потврди како точна, а тоа е аферата каде што се врши поврат на данокот на додадена вредност во огромна сума на одредени правни субјекти без да се направи контрола на истите. Потоа магично тие пари се испумпуваат од сметките на тие правни субјекти и магично се менува сопствеништвото на тие правни субјекти, се заменуваат со лица кои најчесто доаѓаат од соседството или да бидам попрецизен од Косово. И тие правни субјекти се без никаков капитал, ниту пак има можност државата да наплати доколку се констатира при инспекцион, при надзор дека станува збор за фиктивни фактури. И очекувам веднаш по преземањето на владата голем дел од овие информации кои што ги имаме да се потврдат. Станува збор за стотици милиони евра, пари кои што се крадени од граѓаните на овој начин. Да бидам попрецизен, правниот субјект фиктивно книжи побарувања од државата. Тие побарувања се во форма на данокот на додадена вредност, без да се направи инспекцијски надзор. Управата за јавни приходи издава решение за поврат на данок. Тој данок се враќа. Откако се враќа, тој данок се испумпува од сметката на правното лице, се менува сопственоста, најчесто со жители на околните земји, да бидам попрецизен Косово, а потоа, откако ќе се направи инспекцијскиот надзор, се констатира дека тоа правно лице нема никаков правен основ за тоа побарување, ниту пак има било каков капитал врз основа на кој ќе може тие пари државата да си ги поврати. Со кој име ќе учествувате во техничкава влада? Па немаме уште одлучено, имаме уште 2 недели, анализираме, набрзо ќе се знае. Со Ковачевски кога ќе се сретнат? Па немаме до сега закажана средба, во периодот што следи ќе видиме дали може тој телефонски да се реши, не мора секогаш средбата да биде алатка преку која што ќе се разговара. Дали власта создава услови за фер избори? Па не би рекол, бидејќи гледате илјадници вработувања во очи изборите. Моментално имаме повеќе од 1000 активни огласи во државната администрација. Се обидуваат со беден подкуп 1000-1500 денари, кои што и онака претходно ги покрадоа, ги изедоа да ги заложат граѓаните. Изборите од самиот почеток не се фер, гледате дека не го пополнуваат местото што и припаѓа на албанската опозиција во државната изборна комисија. Самиот процес од самиот почеток има многу недостатоци, но мора да издржиме уште овие 3 месеци до почеток официјален на кампањата, да ги совладаме, а потоа да има одговорност. Дали очекувате решение за пасошите? Вие најавивте и представка кога ќе биде поднесена. Последните информации кои што ги добивам, а еве го повикувам МВР и надлежните да се произнесат, дека се издадени околу 1.200.000 патни исправи до овој момент. Остануваат некаде околу 1.300.000, бидејќи вкупно се издадени 2,5 милиони патни исправи, кои што треба да се заменат. Од тие 1.300.000 кои што се преостанати, само за сликање, ако се земе во предвид дека дневно има 4.000 барања, се потребни отприлика најмалку година дена. Така што е невозможно тоа да се стигне во февруари. Дотаму повеќе што информациите велат дека имаме околу 30.000 образци во моментот во Министерството за внатрешни работи за издавање патни исправи и 10.000 двојазични на албански јазик, што значи дека тоа е само доволно да се покрие она кое што до сега како барање е пристигнато во МВР. Нова набавка знаете дека нема, таа ќе стигне некаде март месец. Така што стојам на тоа што го кажав пред некој ден, дека се потребни години за да биде завршен овој процес, никако тоа не може да се заврши до февруари оваа година, односно за неколку недели од денес. Во понеделник ќе понесеме представка пред Уставниот суд за ставање вон сила на законот и на тој начин да растретиме. Доколку нормално Уставниот суд сака да реши работата, може веднаш да свика седница и да разговара по представката која што ќе понесеме и да стави вон сила законската уредба. Но тоа е сепак одлука на Уставниот суд, не би сакал да се мешам во работата на Уставниот суд. Ако сака да помогне на граѓаните, ете начин како тоа може да се помогне. Така што проблемот го имаат направено, ние нудиме решение, бидејќи сме одговорна и државотворна политичка партија.